Северна Македонија може да продолжи да ја помага Украина, вели сега веќе поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска. Таа смета дека новата влада треба да продолжи по истиот курс на поддршка на Киев. Конкретно дали и каков вид опрема и вооружување ќе биде побарано, ќе треба како и досега генералштабот на армијата да даде свое мислење, вели таа. Меѓутоа имаме други видови како можеме да помагаме, така и почнавме крајот на минатата година. Криволок беше местото каде што беа спроведени тренинзи за повеќе од 100 припадници на украинската војска. Го оставивме развиен концептот за тоа како со медицински потреби да ги задоволуваме на украинската армија. Исмет Рамадани, председател на Евроатлантскиот совет на Македонија, вели дека во НАТО ги знаат капацитетите на земјата и со што таа може да помогне. Јас мислам дека нема да бараат толку колку ние не можеме економски да го издржиме тоа. Најверојатно ќе одиме со нешто што е поскромно. Има можности да одговориме со некакво оружје, полесно оружје и други компоненти кои го сочинуваат и ја сочинуваат воената опрема. Но едно е сигурно дека никогаш и не треба да кажеме не одсечно за одредена помош. Според последниот извештај на НАТО, Северна Македонија е на 11-то место според издвоените средства од БДП наменети за одбрана, или 2,22%. Тоа значи дека земјата за 2024 година има предвидено $263 милиони за одбранбени трошоци. Согласно проекциите кои ги презентиравме во февруари оваа година пред Алијансата, очекуваме постојано континуирано зголемување. Овие изминати 7 години се направија многу достигнувања, многу нови набавки беа спроведени, меѓутоа уште поважно се инвестираше сериозно во човечкиот потенцијал, односно во припадниците и на армијата. Рамадани вели дека тоа во Алијансата земјата ја третира како сериозна и посветена членка. Со ова покажува Македонија сериозност. Тоа значи дека на еден начин дава разбирање од другите членки, од раководството на НАТО, дека ние сериозно ги прифаќаме сите обврски, сите тие стандарди, сето тоа што е критериум и стандард за една сериозна членка на НАТО. Затоа што се случува во НАТО и земји кои се економски многу посилни и јаки, а не ги исполнуваат условите. Инаку една од заложбите на НАТО членките уште во 2014 година, а Северна Македонија тоа го прифати со самото членство, беше до 2024 да постигне 2% од БДП. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.